на Канал 8, добродојдовте. Советот на општина Кочани ја одржа редовната 59-та седница на која се разгледуваа 10 точки. Главно за измените во планот за јавни набавки и за годишните планови за вработување во дел од училиштата. Советниците дадоа согласност и за продолжување на работното време на угостителите за време на празникот Петровден. Брзо и ефикасно работеше Советот на општина Кочани на 59-та седница на која пред советниците се најдоа 10 точки од дневниот ред, што беше дополнет пред самиот нејзин почеток. Без многу дискусии и со кратки образложенија од општинската администрација и раководителите на образовните институции, главно мнозинска, но дел и едногласна подршка добија сите прашања што се разгледуваа. При тоа беше изгласан предлогот за дополнување на планот за јавни набавки со што се обезбедува финансирање на реконструкцијата на улицата Роза Петрова и доизградба на локалниот пат од Крушка до Ајдар, како и за препумпна станица за вода за високата зона. Подршка од советниците добија и годишните планови за вработување главно технички лица и помошен персонал во Средното општинско училиште Љупчо Сантов, во основните училишта Малина Попиванова и Крсте Мисирков, како и во музичкото Ристо Јуруков. Советниците дадоа согласност и на барањето за продолжување на работното време. Има конкретно барање за 11 јули од страна на Сдружение Шпајс да одржат целовечерна забава во Гоцева шума, со тоа што барат да започне во 22 часот и да трае 10 часа, што значи до наредниот ден до 8. А предходно информирав, значи, согласно Законот за угостителска дејност, Советот може да дозволе, но најмногу до 2 часа и 3 дена. Дали може една секунда, како предлог заклучок да се продолжи на сите гостителски објекти за време на 11 према 12 ноктак? Дополнително, по предлог на советниците, оваа точка беше дополнета со одлука за продолжување на работното време на угостителите за време на празникот Петровден во рамки на законските одредби. Исто така, подршка добија и барањата за кофинансирање на 2 инфраструктурни проекта, а Советот даде согласност за преостапување на дополнителен простор во спомен домот Асном, што ќе го користи музичкото училиште Ристо Јуруков. Во август, на последната седница од својот мандат, актуелниот состав на Советот на општина Кочани ќе донесе одлука за распишување референдум во врска со мини хидроцентралата на Мала река. Целта е изјаснувањето на граѓаните да биде заедно со локалните избори во октомври, за да се намалат трошоците за организирање. Советот на општина Кочани пред крајот на својот мандат најверојатно ќе донесе одлука за организирање локален референдум во врска со изградбата на мини хидроцентрала на Мала река. Почитувајќи ги законските одредби за граѓанско изјаснување за распишување на референдумот ќе се одлучува на седницата во август. Намерата е тој да се одржи заедно со локалните избори, за да се намалат трошоците за организирање. На 59-та седница на Советот на општината имаше предлог во дневниот ред да се вметне одлуката за распишување на референдумот со барање да се почитуваат временските рокови. Има реакција од повеќе наши сограѓани. Сметам дека целата постапка е заобиколена во претходната процедура, кога во минатиот состав на Советот истиот не е ни питан. Во надлежност на нас, по член 36 од Законот за референдуми, Советот на локално ниво може да распише референдум по однос на на одредени прашања во негова надлежност. Добив информација сега дека доколку усвоиме одлука за распишување на референдум, истиот треба да биде во рок од не повеќе од 40 дена. Јас лично сметав да дадам предлог истиот да се одржи евентуално на денот на локалните избори, се со цел да немаме голем трошок како локална самоуправа. Јас би предложил едно разумно решение во август на последната седница, ние, бидејќи има локални избори, да не правиме трошок, како што кажи колегата Венко, да предложиме тогаш и тогаш ќе бараме поединечно сите да се произнесеме и да заедно со локалните избори населението и граѓаните на општина Кочани се изјаснат дали се или не на референдум кој што ќе биде со денот на локалните избори.
Во образложението за предлогот за распишување референдум беше речено дека превладуваат ставови меѓу граѓаните против изградбата на мини хидроцентралата на Мала река. Имало и негативни мислења од одделни државни органи, а неодамна и владата најавила можност за преиспитување на некои од издадените дозволи за вакви објекти во државата. Иако предлогот за распишување референдум беше повлечен и за него не се гласаше, сепак беше дадена начелна согласност за одлуката повторно да се дискутира на последната седница на актуелниот состав на Општинскиот совет. Започна активностите од проектот Стеам Kids во реализација на детската градинка Павлина Велјанова заедно со невладината организација Локална акциона група од Кочани и Сдруженијето на геотермичари Мага од Скопје. Проектни партнери се представници од невладини организации и детски градинки од Бугарија, Хрватска и Турција, кои беа присутни на реализацијата на активностите во Кочанската градинка. Започна реализацијата на предвидените активности во рамките на Еразмус Плюс проектот Стеам Kids во Кочани. Станува збор за партнерски проект на детските градинки и невладини организации од 4 држави – Хрватска, Бугарија, Турција и Македонија. Од нашата држава проектни партнери се детската градинка Павлина Велјанова од Кочани, невладината организација Локална акциона група од Кочани, како и Сдруженијето на геотермичари Мага од Скопје. Лидер партнер е град Лудбрек од Република Хрватска, преку кој се аплицираше проектот и истиот беше одобрен за финансирање од Хрватската национална агенција, одговорна за Еразмус Плюс програмата. Во текот на овие 4 дена се реализираат обуки на наставниците, односно на воспитувачите и негователите, кои тие потоа обуки ќе направат дисеминација на останатите воспитувачи и негователи од нашата градинка. Ќе бидат офатени децата од двата објекта, објект Звездички кај Руен и објект Цветови кај Пазарот, каде што ќе бидат вклучени дечињата од средна група и од голема група. При реализација на активностите присутни се и проектните партнери од Хрватска и Турција. Овај проект се ослања на повеќање компетенција и вештина. Овој проект се однесува на подобрување на компетенцијата и вештината на воспитувачите за да го подигнат знаењето на повисоко ниво од областа на STEAM, односно вовед во науката, технологијата и математиката во предшколското образование. При тоа на практичен начин треба да ги научат децата од најрана возраст критички да размислуваат, да носат важни одлуки, да ги согледуваат и решаваат проблемите со кои ќе се соочат, а потоа да ги применуваат воспитно-образовните методи. Of course, the project handles with renewable energy and Проектот се занимава со обновливи енергетски извори и енергетска ефикасност, но секако ние сметаме дека е исто многу важно што имаме меѓународна соработка со повеќе народи. Би сакал да се заблагодарам на детската градинка од Кочани, на Сдруженијето Мага и благодарам за седост. Во рамките на проектот ќе биде набавена и одредена опрема со финансиски средства од проектот за практични експерименти за запознавање на учениците од предшколска возраст со тајните на електрицитетот, магнетизмот, хемијата, обновливите извори на енергија, енергетската ефикасност и уметноста. Овој Еразмус Плюс проект е со време трајање од 2 години, а ќе се реализира до април 2023 година. Вработен службеник во полициската станица во Кочани доби кривична пријава за злоупотреба на службената положба. Од полицијата информира и дека кај нив е пријавена сообраќајна незгода, во која од удар на автомобил е повредена жена, а возачот побегнал од местото на настанот. Одделението за внатрешни работи од Кочани поднесе кривична пријава против П.Ј., полициски службеник во полициската станица во Кочани. Против него постои основано сомнение дека сторил кривично дело злоупотреба на службената положба и овластувањето. Пријавениот, искористувајќи ја својата службена положба, ги пречекорил границите на овластувањата со тоа што при пополнување пријава за престој на странски државјани на територијата на нашата држава побарал и земал паричен надоместок од пријавителот странски државјанин.
Од одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди е поведена постапка за утврдување на дисциплинска одговорност и вработениот полициски службеник е суспендиран до донесување на решението во дисциплинската постапка. Од секторот за внатрешни работи информираат дека на 29 јуни околу 16 часот од Општа болница Кочани во полициската станица во Кочани било пријавено дека на 21 јуни околу 19 часот и 30 минути на крстосница од улиците Страшо Ербапче и Роза Петрова патничко возило Рено со штипски регистарски ознаки што го управувал 31-годишниот БМ од Кочани удрил во 51-годишната ДИ од Кочани. При тоа го напуштил местото на незгодата. Од ударот, жената се здобила со тешки телесни повреди констатирани од страна на лекар на 29 јуни, кога таа се пријавила во Општа болница. При тоа е извршен увид на местото на незгодата од екипа од полициската станица во Кочани. Заврши јавниот повик за обука и сертифицирање негуватели за грижа на стари и изнемоштени лица кој траеше до 30 јуни. Сите кои ќе бидат обучени ќе се стекнат со верификуван сертификат, а апелот за пријавување посебно се однесуваше за невработени лица од ранлива категорија. Заклучно со 30 јуни заврши јавниот повик за обука и сертифицирање на негуватели на стари и изнемоштени лица од општината, што го објавија Општина Кочани и Црвен крст. Истиот беше продолжен за една недела со цел поголема можност за пријавување. Од Црвен крст и од општината велат дека има задоволителна бројка на пријавени учесници, но деновиве ги очекуваат и апликациите испратени по пошта, со што ќе излезат со официјална бројка на пријавени лица. Јавниот повик е за потребите на проектот Подвижност, финансиран од Министерството за труд и социјална политика и Светска банка. Конкурсот беше објавен во рамки на проектот за подобрување на социјалните услуги. Предвидува обука на негуватели и негувателки за помош и нега на стари лица, а сите кои ќе бидат обучени ќе се стекнат со верификуван сертификат. Кандидатите треба да се полнолетни државјани на Република Македонија, да бидат неосудувани во општа психофизичка состојба за работа, да имаат завршено најмалку основно образование, да бидат мотивирани за работа со стари и немотни лица, како и да се подготвени да обезбедуваат помош и нега во домовите на лицата по завршување на обуката. Предност имаат лица кои живеат во општина Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево, што ја изгубиле работата во време на пандемија или се невработени од ранлива категорија граѓани. Црвен крст продолжува со одржувањето на ПХВ работилниците како дел од проектот Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. В четврток на 1 јули ќе се одржи последната онлайн работилница од првиот циклус на ПХВ работилници за 2021. На 1 јули во 20 часот ќе се одржи 23-та ПХВ работилница како дел од ПХВ проектот Црвен крст во акција промоција на хумани вредности на Црвен крст. Од општинската организација во Кочани ги повикуваат сите заинтересирани да се вклучат во работилницата, која ќе биде онлайн, а се однесува на изработување мали проекти за добробит на заедницата. Конкретно оваа работилница ќе биде наменета за начин на изработување украси и преку нивно продавање може да се помогне на целните групи во заедницата. Креативната работилница за изработка на декоративни свеќи и украси ќе ја одржи Јованка Доленц, ПХВ инструктор и волонтер од Црвениот крст Охрид. Ова е последна работилница во првиот циклус на ПХВ работилници во 2021 година. Летото ќе се прави пауза, а реализацијата на работилниците повторно ќе стартува од септември.
Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Останете понатаму со нас. Довидување.